Партизирана, недоволно професионална, бавна, прекобројна, без податок колку точно ја има, се карактеристиките кои со години се пролекуваат по сите извештаи напишани за јавната и државна администрација во земјава. Топ тема на ваша страна на социјалните мрежи го постави прашањето како до ефикасна администрација без отпуштања можни ли се на таков начин реформи воопшто? Сашо Мржановски ни одговори дека треба да се следат европските практики за иновации во администрацијата, но и дека реформата за работење, втора смена во администрацијата и прераспределувањето на службениците во други институции се дел од можните комбинации за ефикасна администрација. Твитерџијата Емти Персона пак смета дека луѓето со години седеле ништо не работеле, а сега ќе треба да работат и да ја оправдаат платата. Според него треба да има бркање или прераспределување за да се олесни товарот на буџетот и дека администрацијата е дувло на партиски послушници со книшка. Грвит Моузи Хер смета дека кога ќе добијат работни обврски преку глава, пола од нив некадарни да ги извршат, сами ќе се одјават. Димко на Твитер напиша дека може со полскиот модел сите странски инвеститори да вработуваат од администрацијата со олеснување во придонесите и потоа трајно вработување. Твитерџијата колумнистот смета дека треба да се воведат смени, да се намали работното време на 6 часа дневно и плати соодветно на тоа. Дури ќе фалат вработени со заштеда од околу 25% е неговиот став. Џоко Танев пак праша за какви административци зборуваме, за тие со лажни дипломи или за оние што воопшто не се појавуваат на работа. Тој смета дека во администрацијата има луѓе кои целосно се ја работат работата, но за другите треба не само отказ, туку и одговорност за тие што им дозволиле така да се однесуваат. Топ тема на ваша страна побара и став за тоа дали администрацијата представува јасли за партиски кадри. Одговорот кој го добивме од Славица Трајчова е краток и јасен. Мислам дека се јасли за партиски кадри. Валетина е на ист став, со додавка дека е обемна. Таа смета дека треба ревизија на цела администрација прераспределба на кадри, зависно од потребите. Потитно да се намали е ставот на Клонков Кире, според кого оние што се способни и непартиски определени да си останат на работа, а другите прераспределување, кој за што е, а не без школона функција. Даджи на Твитер напиша дека по последното пребројување имало 120.000 административци, а целата Европска унија ја вода 46.000. Според него потребна е преквалификување на дел за друг полскиот модел, откази за оние што седат дома, чистка од неквалитет подитно. Твитерџијата Ладен Главош констатира дека има превработеност и дека треба да се направи проценка за колку луѓе има работа на одредено место после избирање на најдобрите. Тој притоа навидува податок дека во македонска каменица има 4 матичари, а месечно нема 4 брака и новородени деца. Каков е учинокот на тие вработени, прашува тој. Македонската администрација го има феноменот спротивен на сите закони на вработени кои седат дома, а земаат плата, пред се да се задоволи бројката на така наречени рамковни вработувања. Нивната неофицијална бројка е над 4.000.